Христијан Мицкоски е убедливо најпопуларен политичар во Македонија, а ВМРО ДПМН е партија со најголема доверба кај граѓаните. Најновата анкета на ИПИС покажува дека мнозинството граѓани даваат голема поддршка за актуелната власт, предводена од Мицкоски, кој има дури 5 пати поголем рейтинг од Венко Филипче. Во анкетата на ИПИС дури 27,8% од граѓаните дале позитивно мислење за премиерот. Потоа следат Али Ахмети со 8,6% и Венко Филипче со само 5,5%. 26,5% од испитаниците одговориле дека немаат доверба во ниту еден од политичарите. Доколку утре се одржат парламентарните избори, ВМРО ДПМН би имала убедлива предност пред СДСМ и ДУИ кај гласачите. На прашањето за доверба во политичките партии, граѓаните изразиле 26% од 100 доверба во владеачката партија. Следуваат СДСМ, ДУИ и ВЛЕН, сите со идентична доверба од 7%. По нив е Левица со 5% и Знам со 4%. Рейтингот на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е 31%, додека на коалицијата Европска иднина, предводена од СДСМ, е само 10%. Граѓаните целосно позитивно ги оцениле и 100 дена работа на владата, а 25,2% делумно позитивно, со што се добива бројка од 56,7% позитивно мислење за работата на владата и премиерот Мицкоски. Целосно негативно работата на владата во првите 100 дена ја оцениле 19,8% од граѓаните. 51,2% од граѓаните сметаат дека владата на Мицкоски работи подобро во споредба со претходната на Димитар Ковачевски од СДСМ, а 12% од граѓаните мислат дека е полоша. На телефонската анкета која се направила на 1200 испитаници во периодот од 9 до 13 октомври, на прашањето за францускиот предлог, 53% од граѓаните не го поддржуваат, 28% го поддржуваат, а 19% одбиле да одговорат. Што се однесува до тоа дали треба да се изврши промена на уставот и да се почнат преговори со Европската унија, доколку промената на уставот има одложено дејство, анкетата направена во истиот период на ист број граѓани, 52% одговориле позитивно, додека 3 негативно, а 9% не сакале да одговорат. Дека Македонија се движи во позитивна насока сметаат најголемиот дел од граѓаните, односно 25%. Во делумно позитивна сметаат 24,9%, додека во до некаде негативна 12,5%. 24,3% сметаат дека Македонија се движи во негативна насока. 37,5% сметаат дека криминалот и корупцијата се најголемиот проблем со кој се соочува Македонија. Потоа 19,7% сметаат дека тоа се економијата и животниот стандард, а потоа следат невработеноста, високите цени, квалитетот во образованието и здравството. Инаку анкетата на ИПИС е направена со телефонски и теренски метод. Телефонската анкета е спроведена во периодот од 9 до 13 октомври и е направена на 1500 испитаници, додека теренската анкета е спроведена од 1 до 20 октомври и е направена на 1005 испитаници.